Царовска изјави дека во случај состојбата со ковид драстично да се промени поради ризикот со омикрон, тогаш Министерството за образование и наука има одговорност да донесе одлуки кои ќе бидат во интерес на учениците и заштитата на нивното здравје. Така што промени во зимскиот распуст нема да има. Тринеделниот зимски распуст ќе биде во редовниот период, согласно календарот на Министерството за образование и наука. Децидна Мила Царовска и додава дека нема потреба од негово поместување бидејќи состојбата со ковид во земјава и понатаму е стабилна. Царовска изјави дека во случај на состојба со ковид драстично да се промени поради омикрон, тогаш ќе донесат нови одлуки во интерес на учениците и заштитата на здравјето. Во однос на наставата која од септември се спроведува со физичко присуство, Царовска истакна дека досега покажуваат одлични резултати. Се почитуваат протоколите, се штити јавното здравје, а учениците имаат соодветни услови за учење во училиштата. Скринингот направен од Министерството за здравство покажа дека состојбата е стабилна. Министерството од сите училишта собира податоци и процентот на нови позитивни случаи не се зголемува повеќе од 0,3, а во последните недели не повеќе од 0,2%, истакна Царовска. Таа истакнува дека во ниту еден момент активностите во случаи во COVID-19 кај учениците кои следат настава со физичко присуство не поминал 0,3%, што укажува на стабилноста на состојбата, а дека највисокиот интерес на децата во моментот е да бидат во училиште.